Постојано денес пред Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство сакам да ја дадам следната изјава. Опозицијата преку своите технички министри продолжува да ја манипулира јавноста во недостаток на идеи и програма за земјоделците. Измислува и конструира случаи за наводни злоупотреби при управувањето и распределбата на земјоделското земјиште. Чисто да потсетам, пред 2006 година целокупното земјоделско земјиште, односно 90% од целото земјоделско земјиште во Република Македонија беше доделено на 80 компании кои беа поданици на тогашната власт. Така и денес сакам да ја демантирам комплетно изјавата на техничкиот министер, бидејќи ја злоупотребува својата функција и искажува невистини. Прво, министерот требал да го види основниот договор кој е подпишан од нивниот министер Славко Петров во 2004 година, каде што наведената компанија ја ослободува од закуп цели 4 години. Во тогашно време ние сме биле обврзани да склучиме договор. Истиот договор, односно анекс на договор, е склучен пред време, каде што не само што не го ослободуваме, дополнително и го уврзуваме повеќе да плаќа и одма да почне со наплата, односно да се врши наплата на ова земјоделско земјиште. Значи, сите изјави дадени денес се невистинити и ова ќе ви ги презентирам овие факти и овие документи и основниот договор кој е подпишан за времето на СДС од тогашниот министер Славко Петров, каде што наведува површини кои се површини помалку, односно самиот корисник користел поголема површина. Со анексот тогаш ние тоа го откриваме и го задолжуваме корисникот во новиот анекс да плаќа и за тоа земјиште кој тогаш не било евидентирано со пописниот катастар, бидејќи во тоа време СДС немала никаква евиденција за земјиштето во Република Македонија. Сакам да му порачам на техничкиот министер. Неговиот ментор, Ленче Николовска, не ја знае ситуацијата со земјоделците во Република Македонија. Вешто го манипулира и го води во погрешен правец. Земјоделците во Република Македонија знаат кој им има склучено 9000 договори. Од 80 договори, сега се дојдено до 9000 договори. Земјоделците во Република Македонија многу убаво знаат кој им делеше земјиште и кој им дава субвенции. Благодарам.